поврзавме било каков предлог, идеја, колку и да се добри или добри да изгледаат, владата да не ги прифати, додека претходно не го консултира народот на организиран државен референдум. Драги пријатели, ни престојат уште многу предизвици. Во неколку наврати се обидувавме, за жал досега без успех, да добиеме можност македонската диаспора да може да гласа на парламентарните и на претседателските избори. Кога бевме уште во опозиција, на 3 пати го отворивме ова прашање во парламентот и бевме надгласани. 2 години откако сме во власта, на 2 пати се обидовме да го поминеме ова прашање во парламентот. За жал, нашите политички противници, испаќајќи илјадници амандмани, го блокираа ова прашање од за мене непознати причини. Го следовме нашето барање македонската диаспора да гласа на минимум, барем по еден од Америка и Канада, еден од Европа и еден од Австралија. За жал, и тоа не ни беше дозволено од страна на нашите политички конкуренти, кои што користејќи ги слабостите во деловникот, со илјадници амандмани го блокираа ова прашање. Јас се надевам дека како времето минува, тие ќе разберат дека македонците што живеат надвор од Македонија се пријатели на Македонија, а не непријатели. Дека се луѓе што сакаат да ја помогнат на Македонија и дека не се луѓе кои што по дефолт гласаат за еден или за друг. Гласаат за тој што ќе прави добри работи за Македонија. Тоа може да е денес ВМРО, може да е утре СДСМ, може да е за утре трета партија. Тие гласаат за доброто на Македонија. Ова прашање останува предизвик и за наредниот период. И ние ќе правиме се што е во наша моќ да на крајот со одреден консензус успееме да го возможиме ова што досега не беше возможено. Остануваат многу други предизвици. Да привлечеме нови странски инвестиции, понатаму уште посилно да ја зајакнуваме економијата и да ја намалуваме невработеноста како најголем проблем. Таа во минатите 2 години започна да опаѓа, што е добар тренд, но се уште има уште многу простор да се сработи на тоа поле. Влезот во НАТО и во Европската Унија остануваат во врвот на нашите приоритети, како и сите прашања поврзани со нив и сите проблеми кои што ни стојат како пречка на остварување на овој пат. Продолжуваме и со борбата против криминалот и корупцијата. Таа беше силна во овие 2 години, меѓутоа тоа не е доволно. Потребно е уште многу борба, уште многу напори и уште многу победи над ова општествено зло. Браќа и сестри, нашата татковина е исправена пред сериозни и тешки предизвици, кои ги носи современото време. Ние продолжуваме да работиме за подобрување на состојбите, но секогаш ќе бидеме свесни дека може уште многу повеќе да биде направено. Овие предизвици бараат соодветни одговори и историска одговорност од нашата генерација. Исто како што тоа било векови наназад со сите преходни генерации на македонци. Ние тоа и го должиме на Македонија. Драги пријатели, ми беше чест и задоволство да бидам денеска овдека со вас на овој импозантен македонски собор. На крајот би сакал да ме поздравам и да ви посакам продолжување на оваа долга традиција и уште многу вакви македонски собори, прослави, успеси, напредоци и победи. Да сте живи и здрави, да живее Република Македонија, да живеат сите македонци, каде и да се. Ви благодарам.